Колешка Јована, знаете што ми е најсимптоматично во целава работа со интерпелацијата? Најсимптоматично ми е, колешке, што важите за политичка партија со најголем број правници во вашите редови, а сте ја заборавиле најважната работа. Обвинителството, колешке, ја води истрагата за несреќата, не Панче. И обвинителството, колешке, е тоа што кажува кој е опфатен со истрагата. Симптоматично е, колешке, што не памтиме кога последно имало олку брза реакција од страна на институциите, ама вие, наместо да им дозволите на институциите да си ја вршат работата, еве денес го затворивте цел ден министерот Панче овде, а законодавниот дом го претворивте во истражен орган. Симптоматично е, колешка Јована, што од жртвите правите инструмент, и тоа многу јасно ви го кажаа две сестри чија што болка не може да се спореди со ниедна болка на светот. Слушнавме дрски и безобразни лаги и невистини, гледаме бесрамно газење под туѓи несреќи. Зашто, колешка Јована? Еден претходно овде велеше за пусти пари, а вие тоа го правите за пуст статус, за наслов плюс и лајк повеќе. Кај ви е Димче денес? Битно се подпиша прв за лајк на статусот, ама сега си шета, вие терајте си интерпелација. Вие говорите за морал и одговорност. Вие, сега ќе ви кажам, сведоштво на мајка, кои што велите дека сме им гоускратиле правото на децата да тагуваат за своите врсници. Моето дете, колешке, во Охрид беше во првите редови за да изрази сочувство за своја другарка од Кочани. Засрамете се кој го задушува крикот на тагата, а кој го дуплира крикот на тагата, запрашајте се. Нели ви беше срам да го наречете слаб ученик вашиот член кој се спротивстави на ова што го правите? Знаете каде е најслабиот студент, не студент, ами ученик? Ете го до вас, славниот координатор на пратеничката група на Левица, единствениот пратеник со средно образование и без возачка дозвола. Ама полесно вие другите да ги подценувате и тоа е вашето безобразие и лицемерие. Има разлика, тоа ве плаши. Системот се средува, тоа ве плаши. Се плашите затоа што подрумот не ќе да е подрум, исто како што тротинетчето не е тротинетче, ами е джипче. Затоа покажете трошка емпатија и оставете ги институциите да си ја завршат работата. Толку бараме од вас. И да, за крај, ве боли рейтингот на ВМРО-ДПМН и треба да ве боли, затоа што исчезнувате од политичката сцена заедно со сето ваше лицемерие и популизам. Благодарам.